Питагорова теорема. Зошто Питагорова теорема? Затоа што моето искуство ми покажува дека проблем за одреден број на ученици е оваа теорема. Ке се обидам да ја објаснам на мој начин. Питагорова теорема важи само за правоаголен триаголник. Страните на правоаголниот триаголник имаат имиња. Најдолгата страна, тоа е страната наспроти правиот агол, се вика хипотенуза, а другите две се викаат катети. Што е битно кај Питагорова теорема? Најбитно е да ја препознаеме која е од страните хипотенуза. Квадратот над хипотенузата, се мисли неговата плоштина, е еднаква со збирот од плоштините на квадратите над катетите. А на квадрат, Б на квадрат плюс С на квадрат. А само А ќе биде еднакво на квадратен корен од Б на квадрат плюс С на квадрат. Многу од учениците, кога ја учат Питагорова теорема, ја запаметуваат на овој начин. Како С на квадрат еднакво на А на квадрат плюс Б на квадрат. Грешката е во тоа што тие меморирале така да мислат секојаш хипотенузата мора да се бележи со буквата С. Не. Битно е да се препознае, да се види која е хипотенузата и со која буква е таа обележана. Во случај ако се бара катетата Б, Б на квадрат ќе биде еднакво на А на квадрат минус С на квадрат. Значи знак минус ќе ни се јави само во случај кога бараме катета. Тоа Б на квадрат, а само Б ќе биде квадратен корен од А на квадрат минус С на квадрат. Ако се бара катетата С, С на квадрат ќе биде А на квадрат минус Б на квадрат, а само С ќе биде на А на квадрат минус Б на квадрат. Питагорова теорема во областа на геометријата и другите науки наоѓа огромна примена. Најбитно е да се види, да се препознае каде имаме правоаголен триаголник. Можно е на прв поглед, или тоа да не е нацртано да го видиме, меѓутоа внимателно ќе видиме која отсечка, нова отсечка, диагонала или радиус или висина повлекуваме па да се формира Питагорова теорема и така ќе може таа да биде применета. Благодарам на внимание.